Немало зима за Пеце Мирчевски како директор на службата за општи и заеднички работи. Продал службен пасат на скопска фирма, а во договор со газдите тој си го возел дури и кога си заминал од функцијата во владата. Затоа имал дил со блиски во фирмата кои му дале пари на рака. За да се оправда, Мирчевски потпишал дури 5 лажни изјави дека нема судир на интереси за 5 јавни набавки, наведувајќи неточни податоци. Тоа го сторил со умисла за да се стекне со директна материјална корист како за себе, така и за фирмата од Скопје, пишува финансиската полиција во кривичната пријава. Во периодот од 9.6.2021 година заклучно со 13.6.2024 свесно и со умисла извршил службени действија кои што не смеел да ги изврши, подпишал 5 договори за јавни набавки со правен субјект од Скопје, во собственост и управуван од страна на второ пријавениот ГП, а при тоа не го пријавил постоењето на судир на интереси, не се изземало од истите постапки за јавни набавки. Но не само за ова, финансиска Мирчевски го товари и за проневера и несовесно работење во службата. 2,5 години со негов подпис тој и други вработени во СОЗР го шетале светот на државна сметка и за тоа се исплаќале дневници. Спорно е и дали воопшто биле реални настаните на кои навеле дека ќе присуствуваат. Во период од 1.1.2022 заклучно со 13.6.2024 година во повеќе наврати прикажувајќи невистините податоци дека се работи за службени патувања за службени потреби и цели, подпишувал барања за резервација на хотелско сместување, барања за резервација на авиобилети, решенија за упатување на службен пат во странство и налози за службен пат во странство и со тоа овозможил лично за себе и за други лица вработени во службата да се стекнат со имотна корист. Финансиска открила и дека Мирчевски, иако знаел, дозволил вработен во СОЗР како пилот да зема плата на капетан водач на воздухоплов 8 месеци, иако не ги исполнувал условите за таа работна позиција. Штетата која направил само со ова кривично дело се проценува на над 56.000 евра. Пеце Мирчевски беше директор на службата за општи и заеднички работи во периодот од јуни 2017 до јуни 2024 година. Тој имаше и партиска функција како претседавач на Централниот одбор на СДСМ.